3 вреќи лаги. Чита Александар Станојков. Едно момче тамам на време било за женење, арно ама си било сиромавче, тики не можело да се жени. Чунти си немало парички за свадба да си правит и да се женит. Еден ден отишол на риби и му се погодило да вати една риба многу шарена. Кој да ја види, ашик да се стори од што била рибата шарена. Идејќи дома, поминал покрај сараите од царскиот арем и за късметот од момчето се погодило ќерка му од царот на порта, за сејли да си гледат кој ќе помини и кој ќе замини, бидејќи и така била втасана за мажење. Затоа стоела се на порта. Врвејќи момчето со рибата шарена пред неа, ја видела и го повикала за да му ја купи. Арно ама, момчето многу беше ја бендисал ќерката од царот, та посакал ногата од царја ќерка да си ја согули до колено да ја видит и после рибата да ја дајт за безпари. Се изнасмеала царја ќерка во умот на момчето, што не знаело пари да сака, ами гола нога посакало да види. И двете нозе ќе те ги соголам, бре момче, му рекла царја ќерка, лели неќиш пари за рибата. Му соголила ногата царја ќерка и му ја видела момчето, та му ја дало рибата. Утрото, па ватило момчето таква риба и поминало пак пред царја ќерка. Момче, сега ќе ми ја продиш таа риба, му рекла, али пак пари неќеш. Право што е право, девојко, ја рекло момчето, со пари, како на тебе девојка, не ја продам, а ако си подигнеш фустанот малку над колено, пак без пари ќе ти ја дам. На тој збор царја ќерка беше подкренала фстано и му ја видел ногата уште погоре и ја дал другата риба. Третиот ден, пак беше фатил уште една риба и пак ја дал на царја ќерка од која ја видел уште погоре ногата. Ката ден веќе почнал да оди на лов за да ваќа риби момчето, арно ама како тие 3 риби уште еднаш не беше ватил, при се што се едно одел на тоа место да ваќа. Се што ваќал риби биле, не за да речи човек машала, чунки биле грди и не сој, дека биле таквие, царја ќерка уште еднаш ни барем в очи не му се опулила во момчето. Тоа чинело, оти царја ќерка го се вдисала што му откривала ногата. Арно ама кога видело момчето оти последни во очи му се опулувала, тогај се сетило оти севдата од царја ќерка е била за рибите, а не за него. По некое време, сторил ние царот да ја мажи ќерка си и распуштил авери по цела држава негова по момчињата, кое момче ќе ја погоди што ниша нимат на снагата ќерка му, ќе му ја даел за невеста. По сите ергени се расчуло тоа што заповедал царот. Чуло и момчето што беше му ја видел ногата на 3 пати. Ете сега, беше рекол, чунти јас ја знам на царја ќерка што ниша ни имат. Така беше рекол и на определениот ден, кога беше заповедано од царот да се соберат сите ергени, беше ошло и момчето. Сите погодувале по тавмен нишаните од царја ќерка, арно ама никој не беше погодил, чунти никој не знаел што нишани имат. Знаејќи момчето што нишани имала, му излегло пред царот и му кажало на царот нишаните. Кога чу царот и едно момче од долна рака, од долна фамилија, недраго беше му паднало и не секал да му ја дајт. Арно ама цар што ќе речи, зборот назад не се враќа. Што е измислил царот еден маривет? Зел 40 зајаци диви и му и дал на момчето да и паси 40 дни без да му загинит еден. Токму 40 пак да и донесит. Земајќи момчето 40 зајаци еден по еден од рака на царските измеќари за да и клава во една одаја, му испрекршил на секи зајак по една задна нога за да не можат да избегаат и си отерал в планина да и пасит. Си пасил неколку дни и царот пуштил луѓе да видат дали имат сите зајаци. Секој што беше ошол, секој беше му и бројал и токму 40 му биле зајаците, ниту еден не беше му избегал. Кога разбрал царот и толкова дни и пасло момчето зајаците и токму му биле, се уверил оти ќе допаси до 40 дни и ќе му ја земи ќерка му.
Арно, ама тој не ќел да му ја дајт, дека било долна рака. Друг еден марифет беше измислил царо. Го сторил син му од царот Тебдил и го пратил кај момчето да купи еден од зајаците, колку пари ќе сака, толку ќе му дајал. Отишол син му од царот и се удрил на пазар со момчето за еден зајак и од која му зело колку пари што сакало, му дало еден зајак момчето и му удрил мур на буто. Му го однесол зајакот син му од царот на царот. Кога видел царот, се израдувал дека му надлагал син му на момчето. Арно за мурот не знаел царот што му го удрил. По некој ден прати царо измеќари за да му и пребројат зајаците на момчето да види дали се 39. Кога му и пребројале, пак му биле токму 40, бидејќи момчето, од која му го дало зајакот на син му од царот, беше му дал многу пари на еден ловџија, та беше му ватил еден друг зајак жив и беше му ја прекршил ногата и на тој зајак како на друзите за да не може да бега. Отишле измеќарите кај царот и му кажале оти се токмо зајаците. Голема мака му останало на царот. И царицата и самиот цар се сториле Тебдил и еден по други беа отишле кај момчето, та беа му купиле по еден зајак за како од како да му искусат зајаците. Арно, ама момчето било утро како некој ѓаол, ти ќе сетило и царот и царицата, та му зело пари многу и му удрило по еден мур на буто. А пак си купило од ловџиите друзи зајаци и пак беше истокмило 40 и на 40 дни му ја однесол на царот сите 40. Кога видел царот, на чудо станал како да и натокми момчето пак зајаците. Виде невид царот, измислил еден друг марифет. Слушај вамо, момче, му рекол царот, јас ќе ти ја давам ќерка ми, ама ако уште едно нешто, ако можеш да ми го сториш. Кажи, честити царе, што е, му рекло. А ако можам, ќе ти го сторам, а пак ако не можам, нема да ти го сторам. Еве што сакам ти да сториш, му рекол царот. 3 вреќи ладји да ми наполниш и да ми даеш и после без друго ќерка ми ќе ти ја дам. А пак ако не ми наполниш 3 вреќи со ладји, да знаеш што ти ќе те загубам. Пеки, честити царе, можам да ти наполнам 3 вреќи ладји, му рекло момчето. Ама ако ми направиш надвор од градот 3 чардаци и да даеш заповед по сите граѓани да се зберат кај чардаците пред целиот народ, ќе ти давам 3 вреќи ладји. На тоа згора го послушал царот момчето и направил 3 чардаци на едно широко место, та повикал сиот град мало големо да гледаат сите кои ќе му и дават 3 вреќи со ладји момчето. Тој се качило на едниот чардак момчето и обесило една вреќа. Се качило на вториот чардак и обесило другата. Се качило на третиот чардак и обесило третјата вреќа. Од која избесило 3 вреќи, застанало до првата вреќа и ја отворило устината од вреќата, та ја навртело од кај целиот народ и се испрел просто, та почнал да кажува како се сторил себапот за да му дај царот да паси зајаци и сопрво дошле да му купуваат зајак и ватил да им кажуват на народот. Слушајте вамо народ, јас што ќе ви кажам да ме верувате, им рекол со висок глас, ама сакам. Јас ја погодив на царја ќерка нишаните што имаше на снагата и царо неќе да ми ја дајте дека сум од долна рака. Сопрво ми даде 40 диви зајаци за да и пасам и пак сите дома да му и донесам. Од која виде, оти сите ќе испасам и пак дома ќе му и донесам и како што му и донесов, прати сина си Тебдил да ми купи еден за да ми се скусат зајаците. Арно, ама, од која му зедов многу пари на сина му дадов еден зајак. Арнаво му удрив еден мур од зади на бутот. Ако да ја верувате, нека си се облагачите и ќе видите оти сум му удрил. Кога чу тој збор царот, беше се уплашил да не рече така и за него, чунки не му беше му удрил еден мур, така и на царицата, ти ќе надупил големците царот да викаат оти е лага тоа што кажало момчето. Дале вик, лага е тоа, лага, лага е, лага.
Кога чу народот тој збор од големците, сите му и потврдиле нивните збори со едно силно викање: лага е тоа што кажува момчето, лага е, лага е, лага е. Дури викале народот така: лага е, лага е, момчето беше засукало ракаите од обете раце, така како да црпеше жито од земи и клаваше во вреќа, така му и црпеше збороите од народот што и велеле: лага е, и со голема брзина и клавал во вреќата, и штом беа замолчиле народот, беше ја зашил вреќата и беше ја врзал јакота, ја оставил едната. Се истел од првиот чардак и ошол на вториот. На вториот кажал за царицата ти ја продал зајак и ја удрил мур на бутот. И за царицата свикал народот: ја лага е тоа што кажувало момчето. И од сите тие ладји беше црпило и наполнило вреќата друга со ладји и ја зашило, та ја подврзало. Ошол на третиот чардак и тамо кажал за на царот и му продал зајака и му удрил мур на бутот. Пак народот свикале од тие лага тоа што кажало момчето. И таа вреќа беше ја наполнило со ладји и слегло од чардакот, му и дало на царот 3 вреќи со лаги полни. Ашкол сумбре кафпе, му рекол царот. Оти си било ербаб да ми ја земиш ќерка ми, ајде нека ти ја честите и векојта. Си отиде кај царот момчето и се стори домазет. Може и ден денеска да си е цар.